Ако не сте во врска и го гледате прилогов додека сте на вашето работно место, размислете, идниот брачен другар може да седи некаде околу вас. До неодамна, многу компании не сакаат да постои врска помеѓу нивните вработени. Од истата причина, брачните парови не се дозволени на едно работно место. Несаканата љубовна врска која беше табу тема во минатото. Денес се смета дека зголемува мотивацијата на вработените и дури се промовира. Статистиката покажува дека 56% од луѓето имаат врска со човек од службата. Тоа не треба да ве зачудува. Ако помислиме колку време поминуваме со своите колеги, ќе сватиме дека е нормално да се разгорат искри. Формирањето на поблиски врски помеѓу колегите е неизбежна. Со овој човек имате заеднички интереси и теми на разговор. Немате толку прилики да сте љубоморни, бидејќи работите заедно. Не се грижите од работните забави. А што е пубаво од тоа, а да си со саканиот? Така што, нормално е да се роди љубов помеѓу правник и правничка, помеѓу пекар и продавачка, љубов помеѓу докторот и медицинската сестра. А исто така, нормално е да сте пејач и да си фатите пејачка за девојка. Или пак, ако сте водител, да ви биде девојка колешката од другата емисија. На македонската естрада имало доста љубовни двојки и нормално за некој од нив знаете, за некој помалку знаете, а за дел од нив воопшто не сте слушнале дека биле некогаш во врска. Ке започнеме со ред. Веруваме дека малкумина од вас се сеќаваа дека еден од нашите најпознати рапери, Раде Врчаковски Врчак, беше во кратка љубовна врска со пејачките Елена Ристевска и Оливера Ѓорговска. Раде никогаш не сакаше да зборува за својот приватен живот, но само мал број на луѓе, и тоа најчесто од естрадата, знае дека популарниот пејач беше со Елена Ристевска, а потоа и со тогаш ново печената пејачка Оливера Ѓорговска. Исто така ретко кој се сеќава дека Дон Жуанот, Александар Маленко, на својата листа ја стави и актерката Јелена Жугич. Оваа врска кратко траеше, исто како и сите претходни врски на познатиот пливач. Во времето на тогаш најмоќната телевизија А1, љубов се роди помеѓу спикерката Татјана Стојановска и незиниот колега, спикерот Един Хајдарпашич. Иако за оваа врска тогаш не се зборуваше и парот успешно ја криеше од очите на јавноста, сепак нивните колеги од тоа време го издадоа парот. Димитар Атанасовски и Симона Николовска. Сигурни сме дека повеќето од вас никогаш не слушнале дека овие тогаш млади водители биле во љубов. Убаво слушнавте. Нивната врска беше кратка, но турбулентна. Дори тогаш се зборуваше дека Димитар се скарал со пејачот Александар Тарабунов, токму поради убавата водителка од А1.